Ти си првата македонка која облекла скафандер на астронаут. Учествувала во налогна мисија и добила шанса да ги открие мистериите на универзумот. Од каде ти е таа страст за Вселената и високите технологии? Здраво, Орце, ти благодарам за поканата. Навистина ми е често сум тука денеска со вас. Мојата пасија кон барање на вистината, јас го викам тоа, потекнува многу малечка. И за мене најнеодгатливите прашања биле токму тие за вселенските истражувања, па затоа мислам дека се пренасочив кариерно токму кон тоа поле. Тоа поле. Кажи ми како беше патот од твоето Кичево и твојата Македонија да стигнеш до највисоките и најсовремените истражувачки центри во светот? Па, би била искрена овој пат. Патот навистина е напорен да се стигне до овие истражувачки центри, пред се затоа што ние немаме Вселенска агенција што може да ти го финансира тој пат и немаме вселенски програми што се настроени врз различни департменти или различни нишки каде што може да вршиме истражувања. Како истражувачи ние треба да се пренастроиме или пренасочиме кон вселенските истражувања со доедукација. Затоа после моите додипломски студии, на постдипломски одбрав токму магистерски вселенски науки на Меѓународниот вселенски универзитет. Што е налогна астрономска мисија? Како се одвива таа мисија и која е незината цел? Аналогна астронаутска мисија е мисија каде што служи за поголеми и повеќе наменски истражувања, каде што може да собереме повеќе информации, каде што се тестира живеалиште, се тестираат системи, се тестира екипаж и нови експерименти што имаат потенцијал да бидат наменети за идни вселенски истражувања понатаму. Така да овие истражувања служат за проверка на сите системи што сакаме да ги истражиме, да видиме колку добро функционираат и да извлечеме што повеќе различни информации за да откриеме што би можело потенцијално да биде имплементирано во Вселената понатаму. Која беше твојата улога во тимот и како различните експертизи на колегите во тимот придонесоа за успехот на мисијата? Мојата втора аналогна астронаутска мисија беше во Шпанија, во Сатандер, се викаше APSIS. Односно, тоа е астрономски проект што служи за истражување во пештера, каде што бевме сместени неколку дена. Во таа недела дена истражувавме навистина многу интересни работи. Бевме 6 члена на екипаж. Нашиот командир на мисијата беше ЕСА астронаут резервистот Алеш Свобода, кој што навистина имаше големо искуство и од кој што многу можеш да научиш. Мојата улога во самата мисија во Шпанија беше инженер на самиот екипаж, меѓутоа имав и втора улога, а тоа беше да го ширам зборот за истражувањата на оваа мисија, односно да бидам outreach lead. Како беа симулирани вселенските услови и кои нови технологии беа користени или тестирани за време на мисијата? Имавме навистина интересни симулативни извори, односно имавме повеќе слојна симулација. Првично бевме во пештера, а со самото тоа бевме изолирани од светот. Во самото живеалиште имавме мимицирање на компресија и декомпресија на системите кога ќе одиме на вселенски прошетки и нормално имавме поставеност на екипажот врз основа на ранкови од командирот на мисијата надоле. Имавме многу бројни експерименти што има повеќе слојни истражувања. Например, истражувавме самиот микробиом во пештерата, правевме анализи, го собиравме, имаат многу специфичен микробиом во таа пештера конкретно, постојат само 3 такви во светот. Имавме многу истражувања што се биолошки, каде што ние ги даваме нашите податоци, нашата плунка, слуз, крв и нормално тестирање на нашата кожа, затоа што не се бањаш цела недела и треба да се споредат почетните микроби на твојата кожа и крајните микроби на твојата кожа, меѓутоа и доста психолошки истражувања, доста експерименти што ги понесовме со нас, како што е UV laundry и така натаму. Како овие симулации од истражувањето може да влијат во реалниот свет или во однос на реалните истражувања за Марс? Навистина е интересно да се собере една диверзна група што е многу различна и што може да придонесе со многу различни експерименти нон-стоп. Овие истражувачки мисии, аналогните истражувачки мисии се сега во подем и константно имаш нови екипажи со многу разноликости од кои што можеш да учиш не само когнитивно, не само биолошки со донирање на нивните биолошки информации, туку и со извршување на различни експерименти, експертизи и истражувања што ги носат во партнерства со други вселенски агенции, институти, универзитети и така натаму. Па затоа, например, има доста експерименти што
ни придонесуваат не само за вселенските истражувања, туку и за тука на земјата. Како на пример геолозите сакаат пештерата и сакаат да истражуваат баш поради тој нивен редок микробиом што го има во пештерата. Или пак кога имаме UV laundry, односно пробуваме со UV светлина да ги чистиме нашите алишта, може да го видиме тој концепт, да видиме колку функционира тој концепт и потоа да видиме дали може да го примениме во некои услови каде што немаме достапност до машина за перење алишта, како на пример на Антарктикот и така натаму. Кажи ми како изгледаш еден ден носејќи скафандер тежок на 30 кг? Еден ден на аналоген астронавт е навистина исполнет. Првично, вечерта претходно треба да ги спремиш сите системи, да ги напоиш, да ги наполниш батериите и да ги подготвиш за предстојниот ден, особено ако имаш вселенска прошетка или EVA. Стануваш наутро, например, ги даваш твоите првично микробиолошки податоци, ги земаш брисовите што треба да ги земеш, па потоа има лична хигиена, потоа припремаш храна што е freeze-dried food и со твојот екипаж ги правите сите когнитивни тестови и целата проверка на самата опрема и експериментите што ви се зададени во денот. Потоа имате време на ручек, па после тој ручек имате проверка на се што е потребно за да се изврши мисијата, го читате мисијскиот план, го гледате распоредот, гледате колку време имате за таа вселенска прошетка и нормално одите во подготовка да ги облечете вашите костими и да ја извршите таа мисија што е зададена. Секој ден мисијата е различна, имаме различни испитувања и потоа нели се враќате назад, имате уште тестови, уште прашалници и го завршувате денот со вечера. Како се гледаше храната наменета за Марс? Може ли да се готви во такви услови какви што беа во текот на истражување? Ние јадевме freeze-dried food. Тоа е храна што е навидум прашкаста и се раствора со вода. И имаш навистина интересни и многу напредни решенија за оваа храна. Не е толку блуткава колку што мислиш, туку имаш навистина различни оброци и различни компании што придонесуваат кон правење на вкусни оброци што се нели пилешко, макарони, благи сладки работи и така натаму. Меѓутоа контролирани се тие оброци и секогаш јадете исто со екипажот затоа што нели се испитува се, па дури и вашата столица. Така. Овие мисии често имаат за цел да реплицираат изолацијата и стресот кај астронаутот. Како се справи ти со овие чувства? Навистина сум навикната веќе на аналогните средини, меѓутоа ми беше прв пат во пештера и во такви екстремни услови, јас би рекла, затоа што имавме нон-стоп power cuts, односно губевме електрична енергија, имаше навистина итни сценарија кои што мораше да ги решиме со екипажот и немаме комуникација со светот. Јас тоа го користам лично за одмор, затоа што сум доста конектирана со сите оние луѓе што ме следат на моите социјални медиуми. Меѓутоа, интересното е да се забележи како ќе преживееш со толку малку храна, со само 2 литри на вода по човек по ден, затоа што имавме такви rationings или лимити што мораше да ги користиме секојдневно. Интересната работа е што најголемите стресори беа оние од храна, типот на храна, вода и таквите лимити, а психолошки бевме навистина добар екипаж и не се чувствуваше некои надворешни потреби да имате. Така, што според тебе беше најважниот дел од истражувачката мисија? Што најмногу ти изненади? Што не очекуваше во тие, да кажем, во тие 21 ден додека минуваше во мисијата? Од истражувањата имавме навистина голем број на истражувања што можеби вашите гледачи ќе може да ги прочитаат во склоп на нашето интервју. Меѓутоа не можам да ги одделам. Сите има свој допринос и сите беа важни на свој начин, затоа што соработувавме со многу институти од цела Европа, од насекаде од светот и мислам дека најинтересното нешто според мене беше што прв пат имавме екипаж што нон-стоп се смее, нон-стоп е позитивен и ги решава проблемите, особено тие итните случаи со многу ентузијазам. Најчесто во толку мали простори имаш многу различни карактери и не се сложуваат толку често. За мене беше голем новитет да толку добро ни оди како екипаж и да сме добро избалансирани и добро одбрани како тим. Македонија нема вселенска програма, а соседните земји веќе се пред нас. Некои од нив и планираат да лансираат сателити. Сметаш дека можеме да се вклучиме наскоро и дали би имале бенефити ние како мала земја во однос на
таа вселенска програма? Многу од нашите комши имаат свој развој кон вселенските програми и лансираат сателити или се во подем на лансирање сателити, меѓутоа тоа не е единствената бранша што ја работат. Многу од нашите комши имаат и различни гранки на истражувања. Сметам дека Македонија ќе има голем бенефит во иновацијскиот и технолошкиот развој на нашата држава, доколку имаме нишки што може да ги развиваме како инженерство на материјали, например, или како нашите телекомуникацијски технологии. Доколку ги развиваме тие поединечни сектори кон вселенскиот сектор, мислам дека може да донесеме и нови работни места, меѓутоа и многу нови иновации. Активна си на социјалните мрежи, го споделуваш своето знаење и истражувањата од овие емисии. Можат ли астронаутите да бидат инфлуенсери? Искрено е многу тешко, затоа што конкретно астронаутите имаат многу голема агенда, што е многу тешка. Распоредот им е преполнет и тешко постигнуваат се, иако прават многу напори за да се видени и за да ја споделат таа наука. Затоа за себе имаат цели тимови што ги објаснуваат науките на Меѓународната вселенска станица или што се случува од научен аспект во моментот. Меѓутоа, како сам човек е многу тешко, иако мислам дека се повеќе и повеќе тоа што ме платформирате носи до поголем интерес. Многу е тешко да се заинтересира нашето општество за наука, затоа што често е досадна, не знае да се принесе интересно, меѓутоа ако се вложиш и ако имаш добар тим, мислам дека можеш да скроиш некој интерес. Так. Ти си магистрант, меѓутоа работеш и како косплей модел. Се бориш жената да излезе од границите на патриархалните модели, под граници кои се карактеристични посебно за овие простори. Како се перцепира тоа што ти си поразличен од другите тука и во западниот свет? Мислам дека има многу луѓе што те прифаќаат, но и оние што ти прават булинг или те вршат насилство. Мислам дека тоа насилство, кога ќе го прикажам во западните земји, ми носи многу повеќе стипендии, така да иако било тешко да се понесе, сепак ми донесло поинаков пласман на прифаќање. Надвор имам навистина разноврсни колеги што прават се и се што од хобиња и не е и така табу да бидеш инфлуенсер, што е многу поразличен. Тоа придонесува кон тоа да те сакаат луѓето, да си повеќе relatable или да се доближиш до нив. И имам многу другарки што прават секаков моделинг, секакви врсти на креативни уметности и сепак комуницираат наука. Мартина, ти си сертифициран нуркач. На отворени води имаш сертификат за суборбитални вселенски летови. Се подготвуваш ли за вистинското? Можеме да видиме Мартина еден ден во Вселената? Јас имам NAUI сертификат и Nastar Suborbital Flight Wings. Мислам дека тоа се убави достигнувања, но сметам дека за да имам можност за лет, ние би требало да имаме финанси за да финансираме наш астронаут. Мислам дека тоа не е невозможно, меѓутоа за тоа треба да има вселенска програма, за тоа треба да има сериозни финансирања од неколку милиони долари. Имаме многу можности денес со комерцијалниот вселенски сектор. Има многу луѓе и многу компании што нудат лет доколку си од непривилегирана држава. Можеби ќе ме видите на некој таков комерцијален лет некогаш. Така да се. Така ти благодарам, Мартина, многу. Благодарам и на тебе.